И здраво бацање, како сте, добро дојавте у ново видео. Како што можете да видите по насловот, денеска ќе збориме за трауми од детството. Тоа е една многу болна тема која што верувам дека сите нас не мачи, не прогања у животот као нешто многу мрачно од минатото, а уствари е дел на секое детство. Тоа е нормално. Мора да го имаш тоа. Мора. Иначе јас ишишов и не личам на ништо, вајде, али небитно. Прва траума која што беше најредовна и речи се секојдневна и многу ме мачеше, како можам да извам како некој што највише ме мачело детството, до пред да имав 6 годинки ми беше неповторливиот Чичко Старо купуе. Не знам зашо, ама многу се плашев од него, како многу го мразев тој глас и тоа викање и се. Не знам зашо, али мислам дека знам усвари зашо, затоа што моите ме плашеа дека ќе ме земе. Стално ме вика кога не сум мирен. Ако не си мирен, ќе те земе Чичко Старо купуе. И кога не знам која е веројатност, не знам стварно никогаш не пресметана работа, секогаш кога ми го кажувале тоа, у позадина го имало Старо купуем, старо. Не знам како се дешавало тоа. Значи звукот на Старо купуем го мразам скоро исто како и звукот од алармот кој што ме буди по сабајле. Толку ми е траума тоа нешто. Али сега може и не ми е баш толку, ова го зборам као до пред некое време дека не сватив уствари дека тоа било само глупост. Тогаш изгледав вака и као дури било нереално, ненормално и нема врска стварно како и зашто би ме земало. Мислам, тоа е Чичко Старо купуем кој што купува стари шпорети, акумулатори, било што старо од железо, од метал, од тоа. И тој на крајот на денот е 20 заработува пари за корка леп. А јас у тоа време јадев по 3-4 лева дневно, така да би ме вратил највише за 2 дена, као да не речеме ден, али за 2 дена би ме вратил и би го проколнувал денот кога ме земал. И сигурно ќе смени професија за никогаш да не му туттат некој како мене. Ама се тоа јас касно го сватив. Втора работа која што ми е всадена у психата и ме мачи, и ме боли и секогаш ми прави флешбекови за детството, негативни флешбекови кога ќе дојдат гости и кога моите на маса ќе изнесат се што никогаш не сум ни знаел дека имаме дома и се што сум барал и ми рекле дека нема. И тогаш јас сакам да искористам приликата. Тргињам со раката да го земам тоа убаво мевце, благо, саламче, што и да е, значи. И само таман да го земам од страна. Оставо тоа е за гостите. Сум плачел у себе, значи. Значи сум плачел, сум врескал, а надвор сум. Значи, толку многу сум сакал да бидам гостин во тој момент, да имам таа привилегија да го изедам тоа нешто, а не сум ја имал таа привилегија. А и плюс ме болеше раката, пошто стално силно ме мава и затоа у себе се плачев. Скоро истата ситуација со гостиве, као еве да речеме истите гости, истото јадење, истата маса и истите родители, истиот јас и се исто, али слична е случка како што кажа. Значи, ти доаѓаат гости и ти нешто ќе ги изнервираш твоите, поточно мајка ти. И тогаш мајка ти ќе ти се сврти, ќе те погледне вака, ќе те фати за рака, ќе те типне и ќе го сврти тоа мевцето и ќе ти рече: Ќе видиш кога ќе се отидат гостите. Тоа е траума. Значи, знаеш дека нешто лошо ќе ти се случи кога ќе се отидат гостите и тогаш се преколнуваш да помине Чичко Старо купуем и да те земе и да те однесе и да не те врати, дури си у состојба ти да му скокне скришно позади у корбата на моторот и да побегне, зашто знаеш дека си го наебал. Друга работа што исто така ме мачи и ми прави такви флешбекови од детството, поточно ми е траума од детството, е фразата Ако не го изедеш, и му врат да ти го истура. Таа фраза ја слушав секогаш кога ќе јадев нешто, ќе јадев и претходно ќе имав јадено и јас ќе се прејадев и више немав кај да го ставам јадењето и ќе речев: мамо, ја не можам више. И сега сигурно си мислите дека мајка ми била многу лоша. Не, мајка ми беше и е нормална, као не е многу строга, али јас сум бил тој лошиот. А ова го кажам затоа што мајка ми ги гледа видеата и ќе ме тепа. Значи, секогаш кога ќе го кажам тоа како не можам поише, мамо, толку е. Ќе ми се свртеше, ќе ме погледнеш и као Има да го изедеш тоа, иначе ќе ти го истурам во врат. Ме разбра? мора да јадеш, јеби го. Нема тука место за компромис. Имаш само опција да го изедеш. И после така те боли стомакот кога ќе се превртуваш на 2-3 сати, али јеби го.
не ти го историле у врат. Сега кога пораснав и кога исто така нема да можам да дојадам нешто и ќе го кажам истото, не ми го кажуваат тоа. И сватив дека уствари таа фраза била само да ме заплашат. Ама касно го сватив и тоа, више сум дебел, јеби го. Друга, воедно и последна травма од детството е таа кога ќе седнев да играм конечно некоја игра, затоа што како мал играв игри како и сите деца. Кога ќе седнев да играм игра, нешто ќе им текнеше на моите, да ме пратат у продавница и ќе доеше мама и ќе ми речеше као А иди до продавница, ај за 10 минути мамо играм. па паузирај и иди. Мамо, не може да се паузира онлайн игра, ти јам кажувано као не може да се паузира ова нешто, ќе почнеш да го играш, можеш да го доиграш и нема таква опција за пауза, сваќаш? Не знам јас тоа, значи не се разбирам у тие работи, стисни таму нешто, кажи нешто, пиши им нешто дека треба да идеш до продавница, дека мајка ти те вика и дека ќе доеш одма за 5 минути. Значи за 5 минути ќе доеш. Мамо, ја ќе им кажам дека кидам продавница дека ме викаш ти, ама не е за мојот тим работата, они ќе ме сватат, али другиот тим ќе не победат. А не сакам да изгубам, зашто може и да ме банираат, не можам да ливнам. Не се разбираш ти од тоа, како и да е, значи, дај за 10 минути да идам. Значи одмар станувај, паузира играта и тргнеј. Не ме интересира за тоа играта, има да паузираш, ручекот не може тебе те чека. Мрш, одма, ајде, станувај, одма, ајде. Човече, боже. Добро. A summoner has disconnected. Имам една желба во животот. Родителите да сватат дека онлайн игрите не се паузираат. Само тоа. И тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, немојте да заборавајте да стиснете лайк, шер или subscribe. Исто така, немојте да бидете педери, да заборавајте да ме фолоунете на Instagram @stojan. Ставам мимови, се трудам да ве насмеам, а воедно ќе дознаете нешто повеќе за мене. Се гледаме у наредно видео, баци. Чао!